а се разбира како и секогаш зборуваме за она што е ново во светот, за тоа го имаме Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Ајде да започнеме, мислам дека е вистинско време да ги информираме нашите гледачи што е она што ја разбранува светската јавност. Па гледачите се веројатно информирани, тие што сакаат да бидат информирани, тие што не сакаат веројатно не ни гледаат. Утринава, но ајде да го направиме еден пресек што е на главното што се случува во светот и можеби еден дел од мала историја би рекол, мигот, кога вчера прв пат во историјата на САД, а и на светот воопшто, ако се земе предвид дека САД се сега една доминантна веле сила повеќе децении, еден поранешен претседател на САД беше привремено уапсен, сослушан и потоа пуштен на слобода. Се работи за Доналд Трамп, човекот кој му е претходник на Џозеф Бајден, човекот кој во својот мандат влезе исто така во историја како единствен претседател на САД во поновата историја, што не направил ниту една воена интервенција, ниту еден воен конфликт, човекот кој е познат по своето минато како човек кој е богаташ, кој е шпекулант, кој неколку пати банкротирал па повторно се вратил, човекот кој многу пати го имаат отпишано, но очигледно повторно е некаков фаворит за идем председател на изборите кои во САД треба да се одржат следната година. Значи многу работи околу Трамп, контраверзни, позитивни, негативни, има многу присталици, приврзаници, има и многу кои се плашат од него и него сакаат, има и оние кои го почитуваат, но него сакаат. Значи, да скратиме, Трамп вчера по обвинението се терети за 34 обвиненија. Првото обвинение за што беше сослушуван вчера и беше приведен во судот во Њујорк беше околу неговото наводно подкупување на порноактерката Сторми Даниелс за да молчи заради аферата која имал со неа и платил $130,000 ми се чини, но исто така ми се чини дека на Трамп Сторми Даниелс треба да и биде нешто што на поранешниот претседател Бил Клинтон му беше Моника Левински, значи да се искомпрометира, избрука и да им се покаже на американците дека тој не е чесен човек и не би можел да биде претседател. Една од причините е тоа веројатно. Трамп сам дојде да се пријави во судот, беше приведен по оние законски норми, сослушуван и потоа се замина во својот имот во Флорида. Следното сослушување му е закажано 2 месеци во декември, значи 2 месеци пред трката за номинација на Републиканската партија за предстојните претседателски избори во САД. Веќе се подгреа шпекулациите, тие 34 обвиненија, не знаеме зашто се ќе биде обвинет, се наведува дека имал некоја вмешаност со Русија, дека Русија му помогнала и Владимир Путин, со кој инаку имаше одлични односи, дека беше претседател на САД, дека наводно му помогнала да победи на оние избори председателски кога стана председател, бидејќи многумина не дава шанси тој да биде председател, но тој стана председател. Дури не беше ниту во контекст на политиката на партијата која го номинираше Републиканската партија, полнопат имаше судир со нив, а има и сега се разбира, кои бидејќи многумина од неговите републиканци, иако формално не се согласуваат со тоа, сепак како да навиваат Трамп да биде исфрлен од трката, затоа што во моментот има најдобар рейтинг во Републиканската партија за номинација на следните председателски избори. Значи една историја гледаме каде што Трамп едноставно има своји приврзаници. Вчера доека траеше тоа сослушување, дојде и до судир помеѓу неговите приврзаници и оние другите кои навиваат Трамп да биде уапсен и да се тргне од политичката и бизнес сцената. Така да видовме и тоа во САД. Тоа е исто така шокантно како и она од пред 4 години кога видовме упад во Капитол Хил, кога неговите приврзаници влегоа протестирајќи ги против изборната измама за која Трамп тврдеше дека за некој глас само ја загуби председателската трка и не беше реизбран за новиот председателски мандат. Значи контраверзен е Трамп, како што беше бизнисмен во својата бизнис кариера и неколку пати банкротираше па се враќаше, ми се чини дека сега и ова судење и неговата желба да отиде да се соочи со правдата е пандан на тој банкрот финансиски или тој сака сега преку пиар и политички маркетинг да ги привлече симпатиите на американците, на оние обични, на бела
средна класа во САД, чии приврзаници има најголем број, кои се поистоветуваат со него, бидејќи нели секој има некаков проблем со некакви недоразбирања со правниот систем, нели обичните луѓе неправди гледаат во тоа. Така да ми се чини дека Трамп ризикува многу, но добива за сега политички поени и ќе видиме како тоа ќе се одвива. Тој сега се наоѓа во Флорида на својот имот и ќе биде раат, што се вика на нашки, до декември. А во декември треба да иде повторно во судот и сега многубина велат дека е тоа темпирано токму да му е прекине таа претседателска кампања за изборување први номинација на Републиканската партија да го кандидира, а потоа и да биде кандидиран за трката да му се спротистави на неговиот демократски опонент, најверојатно Џозеф Бајден, бидејќи тој барем за сега вели дека ќе оди на реизбор. Супер. Ајде сега да се префрлиме на европско. И само да скратам, многумина сметаат дека доколку Трамп биде реизбран, дека многу работи ќе се сменат кои сега изгледаат на хорор во светот, па оттаму и, барем така велат неговите приврзаници, се сите овие сопки кои ги добива Трамп. Ти благодарам. Се префрламе на европско тло, на европска сцена. Неутрална Финска стана нова членка на Алијансата. Која не може да стане доколку Трамп беше председател, бидејќи додека беше Трамп во својот председателски мандат, тој се залагаше за неширење на НАТО како со нови земји членки, дури сакаше да се повлече да ги повлечат Соединетите американски држави од НАТО, сметајќи дека НАТО е премногу скапа играчка која него не му треба, туку ако му треба си има он сам како да ги завршува работите. Значи имаше една поинаква доктрина и политика и сега пошто се префрливме на ова, да стана 31 земја членка, пред се поради руската војна интервенција во Украина, неутралната Финска која многу години беше неутрална поради X причини геостратешки, Финска и Шведска беа неутрални држави пред се кој представува своевиден на природна граница помеѓу тогашниот руски блок или Варшавскиот мировен договор и НАТО, за да немаат доперни точки двата тогашни блока, воени сојузи. Сега се помести работите, состојбата е многу поалармантна од онаа од пред 30 години пред да падне Берлинскиот зид, кога имаше блоковска поделеност и студена војна, сега има војна, не е веќе студена, и Финска станува земја членка под образложение, нејзиното барање беше дека стравува од руска воена интервенција, па вака во НАТО, доколку ја нападне некој Финска, ќе се активира членот 4, членот 5, кога една земја членка е нападната, сите земји членки доаѓаат во одбрана. Финска стана 31 земја членка на НАТО, Русија доби 1300 километри уште подолга граница со НАТО, со линии на раздвојување, што значи дека мора да ги развлече своите сили за да ги заштити границите од НАТО експанзијата, како што вели Москва. Русија тоа го може, има воена сила, веќе ја распореди стратешки нуклеарни боеви глави, кои по потреба може да ги активира. Од друга страна, Финска, колку и да е сега безбедна како земја членка на НАТО, нема да биде безбедна, бидејќи на своите граници има дополнителни руски трупи, инаку претходно ги немаше, но имаше опасност дека може да дојде до интервенција. Ке потсетам историски 1939 тогашниот Советски сојуз, исто така во предвечерието на Втората светска војна, влезе во Финска во така наречена зимска војна и имаше таму војна, финците се држаа, но ја загубија војната. Така да веројатно сега се плаша да не дојде до истото. Од друга страна, Финска сега ќе мора, како и ние, да плаќа 1,8% од буџетот и сите тие работи кои ќе мора да се обврзе за да биде членка на НАТО. НАТО доби една добра, една силна армија, една силна нација која дополнително ќе ја помогне во доминацијата во светот, но Финска загуби со тоа што веќе не е неутрална и ќе мора својата политика да ја раководи врз основа на договорите или наредбите на поголемите држави во НАТО. Дејан, ти благодарам. Ако немаме уште нешто да додадеме, ќе ти кажам дека
Со нетрпение го чекам твојот следен извештај. Во светот има ностоп вести кои можеме да ги коментираме во зависност од времето и од интересот можеме да ги зборуваме. Мораме да споменеме и ова што се случува во Израел. Во Израел има повторно тензии после подолго време мир, повторно израелската армија влегува во одредени упоришта на палестинските милитанти. Палестинските милитанти тврдат дека не се милитанти, туку се жртви на еврејскиот сионизам, како што го нарекуваат. Израел полека повторно се враќа тензијата на Блискиот Исток, а според мене се како резултат на геостратешките интереси на борбата помеѓу Москва и Вашингтон, за тоа кој ќе има доминација на Блискиот Исток. И се разбира тука и Кина, ке подсетам, се прави еден, да кажеме, блок Саудиска Арабија, Иран, Сирија, држави кои до вчера не можеа да се видат, сега влегуваат во еден сојузнички блок под патронат на Пекинг. Тоа значи и Москва во моментов, бидејќи они се како еден блок, а Вашингтон и пред се Лондон, кои има традиционално влијание врз Средниот и Блискиот Исток, полека ја го губат тлото под нозе, веројатно ќе возвратат, односно да ја вратат доминацијата. Тоа избива таму кај што е најтенко, а тоа е ова нерешено палестинско прашање и проблемите кои еврејската држава ги има, бидејќи ќе подсетам 4 милиони евреи се обкружени со 50 милиони муслимани. Ти благодарам, Дејан.